Здраво друштво! Значи, како што видовте на видеото, ова видео е за вас, лавови. Ќе дзирнеме во предвидувањата кои таротот не ги праќа за втората половина од месец март. Значи, ние се знаеме отприлика што да очекуваме во март. Имаме видео за тоа. Меѓутоа, овој пат сега конкретно ќе се фокусираме само на последните денови и да видиме и може има некоја порака што не сме ја кажале, а треба да ја знаете, треба да ја споменеме, па да си почнеме. Само на кратко пред да започнеме, доколку сакате се разбира, заедно да бидеме во сето ова, може да се претплатите на копчето subscribe. Ке добивате известувањата што видеава нели се временски врзани, па добро ќе биде навремено да знаете за периодот да се чуете што ве очекува. Доколку сакате се разбира. Сега да одиме на она најважното, тоа е да дзирнеме што има овде. За вас, лавови, втората половина на март, имам некоја чувство дека вие сте во некоја тешка одлука. Дел од вас, разбира, генерални се овие пораки, знаете сами. Значи, дел од вас сте во некоја тешка одлука, која се однесува или на двајца луѓе, или за две работи, или пак две нешта се вклучени во ова што вие сакате да го изведете и да го изнесете, да го додржите, да го успеете. Се обидувате со сите сили напори да успеете во ова, да го доведете до крај и почнувате многу да се грижите сега. Верувајте ми, вие сте при крајот, во моментов ви треба само издржливост. Издржете, а последната битка ја изодувате последната потешкотија околу ова што го правите и успехот е неминовен. Значи, пораката е овде. Што и да правите, ви носи товар и ви носи грижи периодот. Ве молам, потрудете се да издржите и да најдете сила да изодите до крај. Затоа што многу голем успех ве очекува. Друго што гледам овде, за дел од вас, се разбира, е тие што планираат некакво патување, тие што планираат да одат некаде. Патување, се разбира, може да биде се, вие знаете. Патување со мислите, со умот, со чувствата, со плановите, физичко патување, вие знаете. Меѓутоа, вие што го планирате тоа, да знаете дека ќе има одложување. Некакво, ова нема да не се случи нормално, само ќе има некакво одложување на терминот, на било што. Ќе се случи некакво одложување, вие за почеток можеби не знаете дека само е одложување, вие мислите дека нема да се случи и вие почнувате да се грижите. А пред да се случи ова, вие сте биле толку срекни и толку оптимистични, вие си ја фантазиравте патот, победата, што и да е, се разбира. И сега кога ви кажа дека се одложува, можда не ви ја кажано дека само се одложува, мислите вие дека нема да се случи, премногу се грижите и ова е тој момент кога вие почнувате со онај негативен разговор со себе си. Ве земат страшно негативни мисли, почнувате да се жалите, како вие постојано сте еве вака извисени, како вие постојано немате поддршка, како вие сте секогаш сами, зашто вас не ви се случуваат убави работи како на другите, зашто вие секогаш мора потешко да поминете. И морам да ви кажам нешто, значи, овој е тој период кога вие треба да бидете цврсти, силни и штом ќе ги почувствувате овие мисли дека доаѓаат, да најдете начин и метод како да ги запрете. Метод и начин постои, треба вие само да го најдете, затоа што мора да го најдете. Знаете зашто? Затоа што овој период вие сте толку привлечни во смисол, привлекувате нешта, работи, мисли, ситуации. Значи, што и да помислите, вие ќе го привлечете.
периодов. Дури ќе почнете да забележувате работи, сте помислиле на нешто, па после еден час, два или во текот на денот ќе го видите пред очи или ќе го чуете и знаете, малку ви е чудно интересно, значи додолку ќе бидете привлечни, ќе привлекувате таква енергија, што значи дека тие мисли, тие негативни, тој разговор со себе си страшно негативен треба да престане, затоа што го привлекувате. Сега, за сметка на тоа, штом ќе го препознаете тоа кај себе, значи одма веднаш треба да почнете обратно да зборувате на себе си и да си кажувате како ситуацијата ќе се среди, работите ќе тргнат на добро, вие никогаш не сте сами, затоа што морам да ви кажам овде, вие и нема да бидете сами, затоа што во текот на оваа работа кон вас доаѓа некакви на некој начин ќе примите некоја порака. Значи зборувам фигуративно, вие ова толкувајте го како можете најдобро, затоа што стига некоја порака, стига некоја идеја, тактика, помош, стигнува некаква од некаде. Може да биде навистина од други луѓе, може да биде едноставно да ви дојде идејава, да ви стигне некако, да ви се отвори умот и да ви да знае да дојдете до решение на ова што го правите. Дали овие две работи што ги спомнавме на почеток, што ги балансирате и сакате да успеете да ги додржите двете. Дали за патување, дали за ова негативниот разговор со себе си, зашто и да е. Значи стига некаква идеја. Може едноставно од универзумот доаѓа идејата, може и од тарото, се шегува. Па и не се шегува, може и овде ќе чуете нешто што ќе ви даде. Може и од едноставно од другите луѓе и тогаш ќе ви стане многу јасно, ќе ви стане јасно, вие излегувате веднаш од таа ситуација и пременувате на акција. Ќе добиете насок. Значи, она што го добивате како идеја, како порака, како било што, тоа е насока во кој правец треба да се движите, треба да водите или треба нештото да го направите. И тоа е одлично, значи не се жалете дека немате помош, затоа што вие имате помош. Ако не од другите луѓе, ако мислите дека сте сами на светот, тогаш од универзумот имате помош. Вие никогаш не сте сами. Вие сте храбри пред се. Затоа немојте тоа да го изгубите во мислите најмногу во мислите, треба да знаете колку сте вие силни и успешни. Друго што гледам е дека ова е за некој дел исто од вас лавови, некој обидувајќи се да биде заштитник, тој може да направи голема штета. Значи, некои луѓе што се премногу заштитнички кон вас, периодов, може само да ве ограничат. Па може би овде вака ние може да го сватим ова, знаете како многу да не барате во другите заштита и помош. Обидете се во вас да ја најдете. Обидете се. Барајте ја во интуицијата некаде. Барајте ја во вашата способност ментална, вие сте ментално, умствено способни да најдете решение. Затоа што другите маку ќе ве другите, ако оставите на другите, тие од преголема сакајќи да направат нешто добро да ве заштитат, може да направат штета. Едноставно ќе ве стават во ситуација да не можете да направите ништо. Како не знам, ќе видите вие. Значи, избегнувајте го тој дел. Што може друго да се каже во љубовта мислам дека она колку давате, толку и ќе добиете. Тоа е сигурно. Значи, кога зборуваме за патувањава, може би вие чекате од некој да стигне, некој што е за вас се во љубовта, може и во животот, може би ситуацијата беше судбинска, вие така ја мислите, ја чувствувате дека таа ситуација е судбинска, тоа не сме да се пропушти, а може би е човек, може би е партнер, може би е сродна душа, која ја чувствувате како судбинска и која не доаѓа, ќе треба да ја чекате период. Меѓутоа, сепак, уште еднаш ве потсетувам да внимавате на мислите, никако да не се препуштите на негативни мисли, ќе ги привлечете работите, зашто? Значи, чекајте го,
очекувајте го, или па вие ако сте тој што треба да отиде, значи имајте многу убави мисли околу тоа и се ќе биде во ред. И сега за крај, само за крај да видиме која ќе биде одговорот на вашата желба, нели знаете, ние за крај се замислуваме желба или прашање, па чекаме одговор, кратко да или не, или кратка некоја порака, зависи што. Ајде да видиме за нашите лавови кој е одговорот. Дали. Ова се премногу карти. Јас не можам околу карти да земам во презир, нели нас не треба кратка порака. Овој одговор повторно. Ајде да видиме што треба да им се кажа на лавовите. Па лавовите, значи одговорот. Значи ова не го видов, паднала и оваа карта. Ова е носталгија, а ова е внимателна и упорна работа. Значи одговорот е на вашето прашање или желба, дека треба упорно да продолжите со она што го работите, затоа што не сте дојдени при крајот. Има уште додека завршите се, меѓутоа бидете истрани, внимателни, не ги испуштајте деталите, внимавајте многу на деталите. А за другите ќе чувствувате некоја носталгија врска со оваа желба, меѓутоа енергијата е прекрасна. Во круг со пријателите, блиските, најмилите. Тоа е тоа, драги мои, за вас, колку што можам најмногу да кажам во овие кратки видеа. И за крај, јас се надевам ве оставам во добро здравје, во прекрасни мисли и се слушаме во следното видео. Чао, чао!